Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Халифат, мир, правда. Ова е говорот на Хазрети Мирза Масрор Ахмад, светски водач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. अल्लाह ने जब अर्ज़ो समावात बनाए उसने तो मशीयत से थे फिर दोनों सजाए. Во името на Аллах, милостивиот со милосниот, по изговорениот тахаджуд, таавас и бисмиллах, Хазрети Халифатул Месих Петти рекол: сите угледни гости, еселаму алейкум, ве рахметуллах и ве берекатуху, нека е мир и благослов на Аллах врз сите вас. Пред се, сакам да ја искористам оваа прилика да ви се заблагодарам што дојдовте да присуствувате на овогодинешниот мировен симпозиум. Како што повеќето од вас знае, овој симпозиум се одржува секоја година, во последните 10 години и станал дел од календарот на Ахмадија муслиманската заедница. Симпозиумот обично се случува во март, но од различни причини оваа година е одложен до ноември. Вечерва исто така е национален ден на сеќавањето, поради што некои од луѓето, кои ги повикавме, не можеа да дојдат. Сепак, благодарен сум на сите оние кои дојдоа. Вашето учество секако докажува дека сакате да слушнете за мирот, од гледиштето на една муслиманска унија, бидејќи во денешниот свет толку многу се зборува за светскиот мир и за судирите кои се појавија ширум светот. Секако, сегашната состојба станала причина за страв и тешкотии за голем дел од светот. Иако е тоа причина за големо жалење, не се двоумам да признам дека многуте судири кои денес ги гледаме во светот се случуваат поради делата на некои, така наречени муслимани. За секој миролюбив муслиман, кој ја разбира својата вера, тоа е причина за голема тага и очај. Во текот на минатата година, една посебна група опасно ја прошири својата мрежа на терор и стана причина за голем интерес во светот. Зборувам за групата на екстремисти познати како ИСИС или ИС. Акциите на оваа терористичка група не се ограничени само на муслимански држави, туку и на држави во Европа, во кои го шират влијанието на својата бруталност. Гледаме поразувачки број на млади муслимани од Европа и други делови на светот, кои на некој начин почнале да веруваат дека ИСИС ја представува правата слика на исламот и ја поддржуваат нивната идеологија. Од тие причини, тие решаваат да им помогнат, дури и на начин што се борат за нив. Од Велика Британија доаѓаат податоци дека околу 500 луѓе, главно млади муслимани, кои биле во Сирија и Ирак, борејќи се за ИСИС во војната, се водат како терористички групи и упорно борбата ја препишуваат во името на исламот. Ако го погледнеме бројот на муслимани во Европа, кои патувале во така наречениот џихад, можеме да заклучиме дека односот на бројот на муслимани кои доаѓаат од Велика Британија во Ирак и Сирија е многу поголем од оние кои патуваат од Германија или некои други европски држави. Тој податок е алармантен и е знак за голема тревога за Велика Британија, бидејќи целите и програмите на ИСИС и на нивните така наречени халифи се крајно застрашувачки и варварски. Велат дека нивните халифи зборуваат дека сакаат да преземат одмазда за светот, како и да освојат територии и нации. Тие велат дека сакаат муслиманите да ги претворат во господари на целиот свет и сите останати да им бидат робови или да станат собственост на муслиманите. Исто така велат дека казнени мерки треба да се преземат против сите луѓе кои ги навредуваат муслиманите на било кој начин, како и шеријатот да стане закон применлив за сите и во секоја земја. Тие сакаат да им ги одземат правата на жени кои припаѓаат на други вери, да ги присилат и да им станат љубовници или да ги присилат да станат жени на ИСИС. ИСИС сака да уништи секоја вера, религија или здружение кои имаат поинакви размислувања и посакуваат да ги отстранат сегашните муслимански влади и да ја преземат нивната власт.
Значи, ако сето ова е вистина, тогаш нивната стратегија и визија е исклучиво да го уништат мирот во светот. Сосема е апсурдно да се тврди дека ИСИС или било која екстремна група некогаш ќе биде успешна во завршницата на превземање на целиот свет, бидејќи потполно е јасно дека нивните планови се крајно бесмислени и втемелени на желби, а не на реалноста. Сепак, ако тие не се спречат во нивните намери на време, тогаш би можеле да предизвикаат големи бејли и уништувања пред да го изгубат животот. Сведоци сме на толку многу инциденти, терор и уништување, кои можат да го направат само неколку поединци, без никаква подкрепа и поддршка. Например, на секои неколку месеци доаѓаат извештаи за нови напади на училишта во САД, каде десетици деца стануваат жртви на гнасните дела на некој поединец. Значи, размислете колку болка и тешкотии може да предизвика терористичка група која, полна со гнев и фрустрации, собира луѓе од сите делови на светот, кои се подготвени да ги дадат своите животи за таков неправеден чин. Тоа е поразувачко, со оглед на тоа дека тие групи не само што имаат подготвени поединци, туку имаат и тешко вооружена војска со софистицирана опрема и артилерија. Навистина, не се доведува во прашање или поседување на нуклеарно оружје. Како што реков, овие растроени групи нема да можат да постигнат долготраен успех, но во кратко време многу е веројатно дека можат да освојат одредени региони и да предизвикаат огромни штети. Кога сето тоа ќе го разгледаме, нема сомневање во ужасното страдање на светот, кој го предизвикуваат ИСИС и секоја друга група која има слична идеологија. मैं दोनों ही अदवार में क्या खूब ढली हूँ, मैं दोनों ही अदवार में क्या खूब ढली हूँ. Факт е дека се што се прави во името на исламот ги боли и ги натажува сите искрени и миролюбиви муслимани, бидејќи бруталните и нехумани идеологии немаат никаква врска со било која религија. Наместо тоа, во секој поглед и на секое ниво, правото учење на исламот е мир и сигурност за сите луѓе. Ако некогаш муслиманите и учествувале во некоја војна, тоа била исклучиво војна, во која муслиманите се бранеле и нивната главна цел била да го сопрат агресорот во неговото насилство и никогаш не ја истакнувале својата супериорност или пак исправувале неправда. Никогаш не барале да се окупираат земји или нации, или да се покоруваат луѓе. За животот на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем сведочи и фактот дека тој во текот на раните години од своето пратеништво во неговиот роден град Мека, тој единствено барал учењето на исламот да се шири низ љубов и наклонетост. Како и да е, граѓаните на Мека тоа го одбивале и сурово се однесувале кон него. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем и неговите следбеници биле брутално прогонувани во толкава мера што морале да ја напуштат Мека и да се одселат во Медина. Без оглед на тоа и по прогонството граѓаните на Мека не ги оставале на мира муслиманите, туку со потполно опремена војска почнале да водат војна против муслиманите. Тогаш за прв пат Аллах им дозволил на муслиманите да се борат, но само со цел на одбрана. Причина за таква дозвола јасно е објаснета во Куранот во сура 22, ајет 40 и 41, каде е наведено дека Аллах дозволува одбранбена војна, бидејќи ако муслиманите сами не се одбранат, тогаш и мирот во светот ќе биде загрозен. Противниците не сакаат само да го елиминираат исламот, туку всушност сакаат да ги отстранат сите облици на религија во светот. Затоа Куранот наведува дека ако не се одобри такво размислување, тогаш ниту една црква, синагога, храм, џамија или било кое друго место за почит нема да биде сигурно.
Значи на муслиманите им било дозволено да се бранат не само за спас на исламот, туку и за спас на самите темели на религијата. Според тоа, можете ли да разберете колку е погрешно што денешните така наречени муслимани си дозволуваат да ги убиваат оние кои не се муслимани, да ги грабат нивните земји и да го угнетуваат нивниот народ? Реално, исламот е религија која на секој поединец му гарантира да живее во слога и слобода. И исламот е религија која на секој поединец му гарантира да живее во мир и во склад без оглед на неговото верување или минатото. Веќе спомнав дека честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем бил протеран во Медина заедно со своите следбеници и како тие се прилагодиле во новата животна заедница, што е исклучителен показател како може да се емигрира и да се вклопи во новото општество. Пред да дојдат муслиманите, постоеле две групи на луѓе кои живееле во градот Медина – евреи и арапи. По доаѓањето на муслиманите настанале три групи – муслимани, евреи и арапи, кои не биле муслимани. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем веднаш утврдил дека е неопходно сите заедно да живеат во мир и слога и затоа предложил да се направи конвенција за мир меѓу нив. Во склад со тој договор, секоја група од секоја вера ги добила своите права. Животот и богатството на секој од нив биле гарантирани и секој веќе постоечки и внатре во групата прифатен обичај се почитувал. Исто така, било договорено дека ако било кој од Мека дојде со цел да го нарушува мирот или се обидува да му наштети на некој, не треба да му се даде за солниште во Медина, ниту да се влегува во било каков сојуз со него. Понатаму, ако заеднички непријател би ја нападнал Медина, тие ќе се здружат и заеднички ќе го одбранат градот, иако исто така било напишено дека оние кои не се муслимани нема да бидат присилени да се борат на страна на муслиманите ако би биле нападнати надвор од Медина. И понатаму, секој договор кој евреите го имале со некоја група ќе биде почитуван од страна на муслиманите. Евреите ќе живеат со својата религија, а муслиманите ќе живеат со својата религија. Кога сите групи ги прифатиле условите на договорот, исто така се согласиле честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем да биде прогласен за поглавар на државата. Како што веќе спомнав, евреите не би биле врзани за шеријатот, но би се обврзале со еврејски закони и обичаи. Тоа бил совршен пример на толеранција и меѓусебна почит од страна на честниот втемелувач на исламот, саллаллаху алейхи веселем. И сега ИСИС го толкува шеријатскиот закон, така да тој мора да се спроведува на секој човек без оглед на неговата вера или потекло. Во тоа време, честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем исто така ги втемелил правата на жените внатре во тој сојуз. Јасно е пропишано дека ниту една жена не смее присилно да се исфрли од својот дом против својата волја. Значи, како ИСИС може да смета дека жените, кои не се муслиманки, можат да бидат нивна собственост или имот? Според тогашниот сојуз, ниту една личност никогаш нема да биде присилена да го прифати исламот. И јасно е наведено дека кон евреите и останатите од Медина мора да се постапува со љубов и почит, исто како и со браќата муслимани. Значи, тоа е концизен дел од договорот кој ги обврзувал сите во друштвото во Медина по повод доаѓањето на муслиманите. Историјата сведочи дека муслиманите го следеле овој договор, иако подоцна тој договор бил прекршен од другите страни. Како прифатен водач во Медина, понекогаш честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем имал работа со поединци или групи кои го прекршиле договорот и биле вклучени во лоши работи. Но тогаш прекорите биле давани честно, во склад со условите на договорот, а никако неправедно. Според тоа е вистинската слика на власт во исламот, чии темели ги поставил честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, а продолжиле да ги следат сите 4 халифи низ првиот век на исламот. И така, денес ИСИС или било која муслиманска власт, која не ги прифаќа овие начела за вистина,
праведност и еднаквост може да се разбере во светлината на своето собствено задоволување или во светлината на политичките интереси. Иако тврдат дека делуваат во името на исламот, вистина е дека нивните дејствија немаат никаква врска со исламот или со учењето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. है नाम खिलाफत मेरा जन्नत की कली हूँ जन्नत की कली हूँ जन्नत की कली Денес го завршивме првиот дел од книгата Халифат, мир, правда. Еселаму алейкум.